многу мал дел од водите се безбедни за користење од страна на човекот. Многу е лоша се судбината на една река, кога самата река била загадена од самиот извор. Живите форми знаат да исчезнат од екосистемот, да ги нема. Како држава треба да бидеме горди што ги поседуваме едни од последните диви реки во Европа. Питката вода која извира во подножието на Шарпланина и се слева по тесното корито, правејќи слапови, ја создава најголемата река во Македонија. Ова е Вруток, зачетокот на Вардар. Изворот е толку обилен што символиката на неговото име е сосема соодветна. Зборот Вруток значи силен извор на вода, а овде извираат околу 1500 литри во секунда, што го прави Вруток еден од најголемите извори во државата. Вардарскиот слив постои илјадници години, за што сведочи фосилната делта на реката, која се протега во западниот дел на Скопската котлина. Фосилната делта се наоѓа на Суво и на некои места е оддалечена од Вардар, бидејќи со годините тој го изменил својот правец на движење. Според веб-порталот igeografia.mk, делтата изнесува од 4 до 5 квадратни километри, иако не може точно да се одреди низиното протегање, бидејќи е испрекината. Кај селото Долно Свилари, пластовите се најдебели, над 100 метри, и овде најјасно може да се види ерозивната сила на реката. Денес сливот на Вардар зафаќа 80% од вкупната територија на Македонија, и со тоа оваа река е главна водна артерија во државата. Долга е 300 километри и поминува во 5 котлини и 4 клисури. Со себе носи богатство од хранливи материи за опстанок и размножување на многу видови растенија и животни. Служи за наводнување на обработливото земјиште, а во повеќе населени места се користи и за водоснабдување. На брегот на Вардар разговаравме со професорот по хидробиологија Светослав Крстич. Вели дека последните децении речниот екосистем е под постојан притисок од комунални индустријски води, цврст отпад и други хемиски супстанци кои тешко се разградуваат, се таложат и се акумулираат во живите организми. Потекот на реката Вардар за сега не постои пречистителна станица која би ги собирала и преработувала комуналните отпадни води. Од друга страна, индустријските отпадни води кои по законските прописи мораат да имаат пречистителни станици, нивната активност е слаба или незабележителна. Па реката Вардар трпи како органско, така и неорганско загадување од висок ранг. Нормално дека тоа се одразува на биолошките заедници во реката. Проценките се дека во Македонија само околу 3 до 4% од вкупната количина на индустријските отпадни води се пречистуваат, и тоа само со механички третман. Малку пречистителни станици имаат технологии за хемиски или биолошки третман на индустријските отпадни води. Во Демиркаписката клисура можевме да го почувствуваме влијанието на средоземната клима. Со 31,5 километри, таа е најмалата клисура на Вардар, но е една од повпечатливите во Македонија и е прогласена за споменик на природата. Варовници и вулкански карпи скоро вертикално се издигаат над Вардар, а реката прави процеп меѓу нив. Ова е станица во Демиркапија каде се мери квалитетот на водата на реката Вардар. Неколку години не е во функција и не е познато дали и колку е загадена водата во овој дел. На оваа хидролошка станица се уште стои надписот дека е донација од Европската унија. Сега со неа треба да управува управата за хидрометеоролошки работи, но таа не се користи за да се следи дали и колку се испуштаат непречистени комунални и отпадни води и дали водата е загадена за наводнување или спорт и рекреација. На Црна река, рибарите најчесто рибарат во близина на селото Тополчани, помеѓу Прилеп и Битола. Во овие води се наоѓа разновидна риба – сом, краб, карас, скобал, попатика, црвеноперка, мрена. Сепак,
Резултатите од следењето на квалитетот на водата во повеќе случаи во минатото ја класифицира реката дури во 4-та класа. Тоа значи силно загадена вода, во која рибната популација е засегната. Не треба да се користи за рекреација и која треба да се користи единствено по одредена обработка. Но Звонко Николовски од риболовното друштво Мамец се надева дека квалитетот на водата ќе се подобри откако во Прилеп се изгради пречистителна станица. Во Прилепскиот дел веќе е изнајдено решение од ланската година. Во употреба е пуштена нова пречистителна станица, која што ги собира сите отпадни води од градот Прилеп, влегуваат во пречистителната станица, се пречистува и повторно се влеваат во Црна река. Бидејќи се покажало дека за сега некаков помор на рибите во оваа река се нема појавено. Црна река е најголемата западна притока на реката Вардар. Има 20 притоки и е долга 207 километри. Извира од Емирхисарското село Железник, патува низ Прилепскиот дел, продолжува во Битола, па преку Мариовскиот дел се влева во Тихвечко езеро. Локалитетот Тиквеш во клисурата на Црна река е прогласен за строг природен резерват со посебен закон во 1997 година. На релативно мал простор живеат 175 видови птици, од кои повеќето се грабливки. Има голема биолошка разновидност со над 1200 животински видови, околу 1000 видови безработници, некои од нив ендемски, а повеќе од 400 растителни видови. На Тихвечкото езеро дојдовме со Евгенија Крстевска, која е граѓански активист и истражувач на водите во Македонија. Предупредува дека минатата година општината Кичево планирала да изгради депонија во близина на изворот на Црна река, во селото Железнец, што сериозно би ја загадила реката. Многу е лоша за судбината на една река, кога самата река била загадена од самиот извор. Значи, доколку загадувањето се случило по течењето на една река, може да се избегне. Сето тоа може да, според природниот тек на нештата, да се намалат катастрофите кои би ги предизвикале, но меѓутоа, доколку се дозволи изградбата на ова депонија, директно би се влијаело и врз не само изворот, туку би директно би се влијаело и врз водоснабдувањето на луѓето кои што живеат во селата во Црско поле, во селото во Суво поле и во самиот Демирхисар. Вештачкото Тиквешко езеро е создадено во 1968 година по изградбата на браната на Црна река, со што биле изгубени местата за мрестење и миграциските коридори на ендемичните речни риби во заштитеното подрачје. На Црна река се планира изградба на уште 2 брани – Чебрен и Галиште. Нема добра хидроелектрана според мене. Значи самите проекти си носат своји ризици, меѓутоа кога би се разгледувало од енергетски аспект, големите хидроелектрани, како што би била Чебрен, има поголем потенцијал и можност за пласирање и производство на електрична енергија, додека малите хидроцентрали би значиле одземање на водата за пиење од луѓето кои што живеат во тие подрачја, нарушување на цел биодиверзитет, нарушување на самото течење на реките и тоа е заедничка катастрофална последица. Во Тиквешката котлина, Црна река го завршува својот тек и се влива во Вардар. Овде во близина на античкиот град Стоби се спојуваат двете реки – Црна и Вардар, Аксиос и Еригон. Но состојбата со вливот на Црна во Вардар е сосема поинаква. Истражувањата покажале дека додека горните текови на притоките на Црна река содржат доволно храна за рибната фауна, вливот на Црна река во Вардар нуди умерени количини за храна на рибите. Во шумите кај Пехчево тргнавме да ги видиме водопадите и потоците од кои се формира Брегалница, третата поголемина река во Македонија. Ја следевме малата рекичка Рамна, обкружена од бескрајно зеленило, која не донесе до еден од пехчевските водопади. Издигнат над нас, во целосно недопрена природа, водопадот силно удира и се пени по камењата. Значи ова е тоа? Ова е Цародолскиот водопад, што ви го објасни, стигнавме на него. Значи, тоа е уште една притока на Рамна река. Водопадот паѓа од 5 метри и странците го обожаваат ова место кога ќе дојдат у Пехчево. Доаѓаат многу, сакаат да го посетат. Сакаат да го посетат водопадот, значи сакаат да шетаат покрај река, уживаат во воздухот, во бистрата вода
така да едноставно ова за нив е фантастично место. И додека верувавме дека подолго ќе уживаме во преплетувањето на речните брзаци, во горниот тек на Брегалница не идовме на малите хидроцентрали, кои се изградени едно по друго како каскаден систем. После електраната, речното корито е речиси празно со вода, но полно со исојчени дрвја, а брегот е раскопан од механизацијата за градење. Во источниот регион се планирани вакви 41 мала електрана. Професорката од Институтот за биологија Валентина Славевска-Стаменковиќ вели дека во овие води живеат многу ендемични видови чии хабитати целосно се уништуваат со изградба на малите електрани, како што се поточниот рак, ларвите на велинските кончиња, риби кои се под строга заштита од европската легислатива. Истражувањето од лани покажуваат дека поточниот рак веќе го нема во овој дел. Но ако зборуваме за капацитетите и бенефитот од малите електрани, тие произведуваат многу мали количини електрична енергија, за разлика пак од од електраните кои се изградени на големите акумулации, каде од прилика најмалку 20 пати повеќе произведуваат електрична енергија. Значи, потребно е многу такви мали електрани да обезбедат исти количини на енергија што би обезбедила една поголема акумулација. Значи, бенефитите се мали поради малите количини на енергија, а деструктивното дејство врз животната средина е големо. Разговорот го продолживме по течението на Брегалница, на едно од местата каде се ископува песок покрај реката. Професорката вели дека во 2013 година тим на истражувачи направиле мониторинг на физичко-хемиските и биолошките параметри на водите на Брегалница и резултатите покажале дека над 87% од површинските води и 6 акумулации имат слаб или лош статус. Според неја, ова пред се должи на испуштање на отпадните води од градовите, индустријата и земјоделството, низ кои минува реката. Оно што можеме да кажеме од сите овие резултати е дека многу мал дел од водите се безбедни за користење од страна на човекот, исто така и за акумулациите се во високи степени на еутрофија и можеме да истакнеме дека тие можеби се безбедни само да се користат за производство на електрична енергија. Брегалница е долга околу 210 км и е најзначаен воден ресурс во источниот регион. Кај Македонска каменица се влива во вештачкото езеро Калиманци, која е најголемата акумулација во источниот регион и се користи за наводнување на земјоделските површини во Кочанската и Овчеполската долина. Сепак, акумулацијата се уште е депо на тешко разградливи материи, што е резултат на историско загадување. Во 2003 година, при хаварија во рудникот Саса, се излеале големи количини отпадни води, кои преку Каменичка река, која се влева во Брегалница, завршиле во акумулацијата. Брегалница минува покрај голем број градови и села. Професорка за Стаменковиќ вели дека само 4% од комуналните отпадни води се пречистуваат, а околу 78% од отпадните води, иако завршуваат во колекторски систем, непрочистени се излеваат во речното корито. Во најголем дел од индустриските објекти, исто така отпадните води не се третираат и тие така се влеваат во нивните реципиенти. Пречистителни станици има направено во Берово, Русиново, туристичката населба Беровско езеро, Чешиново и Злетово. Последните две, во Чешиново и во Злетово, не се во функција. Во моментов квалитетот на водите на Брегалница се мери само кај Долни Балван, кои според податоците на Министерството за животна средина спаѓаат во 3-та и 4-та класа. Законот за води предвидува казни од 3.000 до 20.000 евра ако се испуштаат отпадни води без дозвола, ако не се врши мониторинг за загаденоста на отпадните води, како и ако се вади песок, чакал и камен од коритата и бреговите без дозвола. Кривичниот законник пак предвидува казна затвор од 4 до 10 години за оној што ќе загади вода, водна површина или водотек во поголем обем или на пошироко подрачје. Инспекцијската контрола ја врши Државниот инспекторат за животна средина со само еден инспектор. Во писмениот одговор стои: Инспекторатот за животна средина врши инспекцијски надзор над правните субјекти, бидејќи терминот загадувач се користи во моментот кога некој извршил загадување. Сите правни субјекти, вклучително и луѓето, вршат влијание врз животната средина на различни начини.
Во годишниот извештај за 2018 година пишува дека според Закон за води, лани се направени 230 инспекцијски контроли, но сепак од инспекторатот не добивме одговор на нашите прашања. Според катастарот за отпадните води, колку индустријски капацитети испуштаат загадувачки материи над максимално дозволените вредности? Колку контроли се направени и колку казни се изречени минатата година против овие загадувачи? Како се обезбедува потребниот биолошки минимум на вода по браните? Колкав буџет е издвоен за минатата година од Државниот инспекторат за животна средина за горе наведените контроли? За следење на водостојот и квалитетот на водите во реките е одговорна Управата за хидрометеоролошки работи. Таа има 68 мониторинг станици за површински води кои покажуваат дека во последните години има намалување на врнежите, поради што се јавува низок водостој на реките. Сепак, од УХМР вела дека им недостигаат стручни лица и пари за подобро следење на состојбата на реките. Тие средства што ги одвојува државата за одржување на станиците се доволни за најосновните потреби за одржување на станиците. Меѓутоа, дополнително ние сме уклучени во неколку странски проекти од каде што имаме донации и каде што успеваме да ја модернизираме понатамошно нашата мрежа од хидролошки станици во земјата. Од Министерството за животна средина исто така писмено информираат дека според податоците на УХМР од мониторингот на тешките метали во реките, концентрацијата на опасните и штетни материи се во рамките на пропишаните концентрации. Во 2019 година Министерството реализира проекти поврзани со водните ресурси во висина од 963.000 евра, што е помалку во споредба со лани кога имало 1.155.000 евра. Од 2014 до 2017 година воопшто немало пари во буџетот за оваа намена. Неодамна беше промовиран регионален еко-мастер план за балканските реки, во кој се анализирани повеќе од 70% од сите реки, потоци и водотоци во Македонија. Согласно извршената процена, над 80% од нив имаат високо значење за речниот диверзитет и висок хидроморфолошки статус. Од тука треба да бидат иземени од каква било експлоатација или градење, освен за риболов и туристичко-рекреативни активности, се препорачува во планот. Како држава треба да бидеме горди што ги поседуваме едни од последните диви реки во Европа. Значи зборувам во Европа. Нешто со кое што може да се пофалиме. Да, не можеме да се пофалиме со воздухот, не можеме да се пофалиме со загадувањето, но можеме да се пофалиме со она дивина која останала и немодификација во нашата држава. Ако продолжи намалувањето на хемискиот и биолошкиот квалитет на водите во реките, постојат ризици да се уништи биодиверзитетот, земјоделските производи да бидат контаминирани и да се загадат водата за пиење и водата за капење.